Деловната соработка меѓу Македонија и Холандија се повеќе се проширува и зајакнува, при што холандските партнери во соработка со домашни фирми инвестираат кај нас. Овде е вклучена и општина Кочани, каде во различни производни дејности покрај собствен капитал се ангажирани и наши работници. Ова беа дел од констатациите што произлегува од работната средба на амбасадорот на Кралството Холандија Воутер Пломп со градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев. Солидните услови за работа и инвестирање што постојат во нашата општина овозможија неколку холандски фирми да инвестираат и собствен капитал, а така ќе продолжат и во иднина. Driving to Kočani, I always enjoy the beautiful rice fields. Возејќи на кај Кочани, секогаш се одушевувам на прекрасните оризови полиња во неговата околина. Меѓутоа исто така доаѓајќи навака денеска, осознав дека постојат и други можности, како за земјоделие, така и за други индустријски гранки во Кочани, и мило ми е што го гледам тоа во градот. And as Mr. Mayor already indicated, there are 5 Dutch companies. Како што веќе споменава градоначалникот, во Кочани моментално работат најмалку 5 големи холандски компании во земјоделие, како Антура, системи за ладење, како компанијата Херловс, неколку компании во текстилната индустрија, и ни беше задоволство со градоначалникот да поразговараме за можностите како понатаму да развиеме таа соработка и уште повеќе холандски инвеститори да донесеме во Кочани. Градоначалникот Илиев изрази задоволство од средбата со холандскиот амбасадор, при што напомна дека го информирал за актуелните активности и можностите за инвестирање што ги нуди општина Кочани. Ова прилика ја искористивме да поразговараме за она што се случува во нашата општина, да го информирам господинот амбасадор за работите кои ние ги презимаме за подобрување на стандардот, односно животот на граѓаните на општина Кочани, како и за нашите стопански активности што ги имаме во општината. Посетата на општина Кочани на холандскиот амбасадор беше во рамки на неговиот престој по повод пуштањето во работа на вториот погон на компанијата Антура. Беше најавено дека контактите со холандскиот бизнис сектор ќе продолжат и ќе се бараат начини тој да се проширува и во други области.